Предупредувањето уште во текот на летото дека нивото на водата во бунарскиот систем на геотерма е пониско за 70 метри од нормалата и дека со почетокот на експлоатацијата дополнително ќе се загрози неговото функционирање со стартот на грејната сезона, добиваат на сериозност, бидејќи неконтролираното испумпување буквално ги загрозува геотермалните извори. Од комуналното јавно претпријатие Водовод информираат дека сега бушотините се попразни за околу 55 метри од оптималното ниво. И во таква ситуација постојат сомневања дека концесионерот Добра, кој располага со 3 бунари, од кои 2 за експлоатација, а 1 за реинектирање, практично сите ги користи за испумпување на топлата вода, а искористената ја испушта во реките. Локалните власти, поконкретно одговорните во комуналното јавно претпријатие Водовод, се изјаснија дека немаат увид дали концесионерот врши реинектирање на искористената вода, колкави количини испумпува во текот на сезоната и како сето тоа се евидентира. Геотерма е проблем дефинитивен во комуналното јавно претпријатие. За ваша информација, 2012 година приватна фирма има добиена концесија за експлоатација на геотермална вода. Истиот тој концесионер прави преголеми проблеми во и кај нас као комунално јавно претпријатие во геотерма, а најповеќе на подземниот базен со вода, каде што истата фирма по наше видување врши неконтролирано црпење на топла вода. Истата не се реинектира, се пушта во реката, и имаме снимки, докази како цела река таму чури од топлината наутро од водата. Дописи до влада, дописи до Министерство за животна средина, економија, технички инспекторат, закажани средби на лице место, не вродуваат со плод за да нешто се таму промени. За да може да се добијат релевантни податоци, членовите на Советот на општина Кочани на последната седница, како и пред 3 месеци, уште еднаш побараа да се изврши вонреден инспекцијски надзор кај концесионерот, како и да се преземат други неопходни мерки за да се воспостави целосна контрола врз искористувањето на ова природно богатство. Мислам дека најголем проблем на комуналното јавно претпријатие представува оддел геотерма, поради неконтролираното експлоатирање на геотермалната вода од страна на други концесионери. Поради што, како советник, барам да не известите на некој од наредните седници што има превземено надлежните институции во врска со ова. Дека во стопанисувањето со термалниот систем, поконкретно со експлоатацијата на водата од страна на концесионерот, има многу нејасни работи. Зборуваат банални грешки, кои можеби и не се случајни. Имено годинава, општината не добила ниту денар по основ на концесијата за експлоатација на топлата вода, иако одредени информации од Министерството за економија посочуваат дека парите наводно били уплатени на погрешна сметка. И при тоа не се наведува за колков износ на средства станува збор. Како што стојат работите, надлежните и граѓаните на Кочани ќе треба да вложат огромни напори доколку сакаат да не остане промашена инвестиција австриската донација за изградба на геотермалниот систем низ сите негови фази, односно големото природно богатство да се разнебити заради нечии тесни профитни интереси. При тоа треба да се потсети дека термалниот потенцијал поедини стручњаци го спроведуваат со извор на нафта од 3 литри во секунда, други најавуваа производство на електрична енергија, трети воведување централно грејење во градот.